Смили се ти, о Господи, виделото поврати ми на моите 2 мили очи. Дај ми здравие, исцели ме за да гледам како напред. Веќе јас се лишив од десното ми око, од многото напрегање да пишуjem приказни и друзи народни работи. Ден е од печатница, а ноќ е од народните работи. Ете, то најпосле сум со едно око. И тоа не толку да гледам. Да допишам приказните и песните и многуто друзи збирки што сум збирал од годиње. Како што берат пчелите мед и восок од горите и го носат в кошарите. Сите да и напечатам, вечен спомен да оставам. Бог да прости деда Марка, што и пишал тие нешта од нашите прадедои и за сега да се знае. Мнозина филозофи има гоедари. И мнозина гоедари станале филозофи. Така велат нашите стари. И вистина така си е. А најпоиќе сум се чудел на татка ми мој. Да гледаш, синко Марко, да видиш прокопсан. Најправим честно име да спечалиш, па после со името и пари и стока ќе спечалиш. Татко ми се викаше Коста Марко Цепенков. Дедо ми беше од село Ореоец, Прилеп. Работеше самарджилак во Прилеп. Татко ми прикажуваше како му го клале прекарот Цепенко. Еден неделен ден бил обујан со едни бели гајки, расцепени дури до газот, а излегол на сред села да си поигра со децата. Јарно, ама едно го виделе децата и почнале да му викаат Марко Цепенко, Марко Цепенко, Цепенко, и така беше му останал прекарот Цепенко. Си бев многу песнаджија и бев многу гласоит. Кога ќе одев на село Коњари да венчам или да крстам, ќе се слушало и едно ќе чуеле крштениците од Идам, ќе излезеле на буниште да ме пречекуваат. Деца, невести, излегујте да го пречекаме од инункото идит. Кога ќе седнев на честна трпеза, 3 дни и 3 ноќи ќе му пеев на сватоите се кралски песни. А бев и прв мајстор за самар и праење. Прочуен и во Прилепско, и во Битолско, и во Тиквешко. Дедо ми имаше 4 синои. Најголемиот Никола куменџија во Прилеп. Коста, татко ми, Еќим, работеше насекаде. Средниот Ристе, мајстор во Стамбол, а најмалиот Илче, чешлар.
Имав и 3 ќерки. Едната се викаше Като, другата Маро, а најмалата Дафо. Само јас и сестра ми Дафа бевне песнари на татка. Друзите не беа толку. Некаде до 15 години сум одел без гајки, синко. Дори наполнив 20 години, ни работа ватив, ни па некој занает. Само кев си терав и си одев на лов. Едно време гуски запатив, та со гусакот одев, со друзи густаци да се натепувам. Тргнал зет ми в планина да оди, да му бичи греди и штици на некој бек. А и синов мој нашол мунасип, и тој да биди бичкиджија. Ти беше дрвар бајги време. Остај дрварлако и се стори вурнаджија. Вурнаджилук коко ми се смачи, се сторив бакал. Бакаллако го оставив, та најдов мунасип и отидов тујđина. Седев шо седев од тујđина на 3-4 години И се врати татко ми дома и се курдиса да и јаде парите што и печали. Да, ги јаде што ги јаде и ги дојаде. Ваму занаат нема, ваму сака да јади. Туку се чуди што да прави. За негов късмет, ете ти еден мијак од Лазарополе в чаршија. На околу 60 години, кај му вадел еден катник на некој човек. Кога видов тој човеко в чаршија да му вади катник, па застанав. И гледам убо тие алатите, еден по еден убо и разгледав, та го прашав кој за која работа ете. Да се наватив со него заедно, да работиме и дојме по села. Аджи Стојан го зел син ми и му купил конј. Та тргнале по села и по градови, болни да бараат, за да лекуваат. Лекуваме од сараджа, од очи перделли, од камен, луѓе протурени и од друзи болештини неоли. Аджи Стојан ме научи алфавита. За 3-4 години шо одев со него, го научив поубаво од него да го работам джеварлако. Многу ќамил беше за да го познае болниот, али ќе оздрави, али ќе умри. Ако не му го фатеше око, не го ваќаше да го лекува. На лева страна удрен од куршум, не го ваќаше да го лекува, чунки не пара оздравуваеле. А ако имаше скршено коска од куршум, од лакото нагоре или од коленото нагоре, не веруеше оти ќе оздрави таквиот болен. Беше многу милозлив за сиромасите. Не беше сребролюбец. А јактаре стопари му земаше на сиромов да дојди. А пак 20 пари му земаше за еден катник вадење. И се така и за друзи болести. Оти бре таткин, толку ефтино работиш. На челат прокопсана не треба бит стокадан васташ. Чунки ме прокопсана, сама ќе си спечалите. А пак на челат не прокопсана, па не треба стокадан васташ. Чунки ме не прокопсана, сетта ќе ја изејт и ќе ја запустите. Навистина чуден беше татко ми. Се милуеше. Од сите занаати разбираше. За Бога милуеше, за политика уште поиќе. А приказни и песни колку знаеше. Есап немаше. Ни баре череко, јас не сум ми пишал. И што и?
си седнало вака момчето под една сенка. Та си дувнало во шупелката да си свирите. Јарно, ама, шум почнало тоа да свири, на часот дотрчале самовилите, да се ватиле околу него оро да играат. А кога ќе видам јас самовила? Абе, самовила, синко, не се видјаат туку така. Самовила, право ти кажам, ќе видиш на умирачка. Сега ќе ти кажам една друга самовилска приказна. Си било едно момче што било најлично во градо. Јарно, ама то момче го милувале 3 сестри самовили. Дори било живо момчето, самовилите не можеле да си го земат кај себе в планината да се радуваат со него. Еден ден беше се созборувале самовилите меѓу себе, да го прифатиле момчето од надвора. И умре момчето што умре. Сите што го видоа рекоа, а мајка му пак си го зеде момчето да си го однесе во гробница. Туку вечерта, точно на полноќ, дошле 3 сестри самовили, да му повратиле душата на момчето. Си го зеле со себе в планина и си го однесте таму кај што си живеат тие. Вистина ли е тоа, татко? Па, истина. Абе, синко Марко, приказна е тоа. Приказна. Друго е јавето. Сега малку ќе ти прикажувам за јавето. Држи. Слушај, синко. Ти треба да научиш еден занает. Еден, ама да биди вреден. А не како јас. Јас шо дека поајќа занаети знам, кога ни еден салам не знам. Учи ме, татко, да имам занаат над занаатите. Абе, арно е да учит занает. Ама, бре, домакине, книга не ке учит? Ајде, без бели книга ќе учит. Ама малку. Колку да знајт името да си го пишит и тефте да крепит. Поајќе нека учат тие што ќе бидуваат попои. Чедо! Јади, Златен. Ајде. Земи домаќин. Ајде, земите домаќин. Сполајте. А за утре ќе ти раскажам една приказна за еден цар и една ќерка. Ово ќе тепа. Повеќе и од стариот. Тешко нас. Тешко нас. Јас сум новиот даскал. Новиот даскал. Аџи Константин Дингуле од село Варош. Јас ќе ве учам наместо стариот, Бог да. Што сте учеле до сега не знам. Ама јас ќе ве научам. Ќе ве учам букварче, наусница, псалтиро, и псалтиро. Го гледате ли овој прат? Да, прат. Со него ќе ве тепам ако некој не пе или ако разлаујете. Да, ќе ве тепам. Ќе ве тепам.
Зошто ми удираш, даскале, без кабајет? Адетот ми е таков. А сега што многу прашуеш, дај ваму раката. Да, раката! Кој си ти, та што ме прашуваш, оти тепам тикви? Јас сум на Коста Екимо. А, ти си на Коста. На Коста Екимо. Тебе нема многу да те мавам, оти Коста ме оздраве. А сега, пеј ми бе. Пеј, да видам што ука си те слимил. Аз, земја, аз. Така, така. Уште? Буки, азбра. Види бе, мајката. Па тебе ти вајча тиквата? Ти вајча тиквата. Знам уште. Доста ти е. Доста. Од многу ука, глава пука. Ама знам уште, даскале. Ај, не ме тезгери. А сега да пишуете. Да пишуете. Што да пишеме, даскале? Што да пишуете? Зошто ме прашуваш тако тешко прашање, бе цепенче? Да напишам Прилеп. Але, Прилеп е голем град. Бе, кај можеш ти да напишеш Прилеп? Да напишам Мариово. Але, Мариово е високо. Кај можеш ти да дојдеш до него со калем? Па што да напишам, бре, даскале, на таблава? Па, пиши... Сега се сетив. Пиши Варош. Од Варош сме и сите си го знаеме и нема грешка да направиме со калемо. Пиши. Ја, мајката, па тебе ти вајчала глата. Достоен. 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 Слези, бре, подујан. Сега тебе структуци. Хајде! Добар ден, даскале. Добар ден. А ти, Марко? Дома. Хајде! Остај го, Марко Екиме. Му фајќа акалот. Му фајќа. Оставај учење, даскале. Чој на занает. Треба да учи, Ечиме. На Марко добро му оди уката. Да, му оди. Јако да? Ем ќе учи, ем лебо ќе се вади. Доставај ука. Да си ја навел глада, бе, сртук. А? Оти не ме оставиш, малку поиќе додам на даскал. А, бре, чеда. Доста ти е учење. Оти ти од попа Рабуша, поеќа знаеш книга. Ајде, татко, мајтап, не терај. Не, бре, чедов, дојди. Да знаеш, петок вечер. Ќе го донесам попа Рабуша и ќе видиш дека ти од него по 1000 пати поеќа знаеш книга. Ајде тама. Повели, дедо, повели, еви од сиренцето. Лајмо на Господа, Еви, лече. Коста. Убо ти е графчетко. Убо. Сполајте, дедо, попе, убо е, убо е. Убо. Само тропосно. Па, посно. Како за велики Деска посно. 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 Не па толку дал Господ, да го попеа. Толку. Марко,
Ој че доземи го Евангелието. А? Сега поправуш, ќе ни кажат нешто за Бога. А, така, синко. Дай му на тук. Така. Повели, попе. Марко, син ми, сака да чуе како пееш Евангелие. Ги заболят зрцалата. А без нив не гледам убаво, не пулам. Убаво, Господа. Ако? Ги нема. Не. Ми ги нема. Не. Земи мој бебе. Еве зрцалата. Не. Овие зрцала не ми уидисуваат. Како бе? Словата ми ги гледаат ситни како гниди, да прости, Господи Боже. Ајде, со ред, кога ќе дојдам. Другиот пат ќе ги донесам моите зрцала, па ќе ви прикажам. А сега, Добро. повели, ајде, Буру. Сега, ајде да ви потпием. Ајде, На здравје. Ајде, зами сме да сме здрави живи. Заедно. Се за убаво. Што направи, Буру? Ништо. Тро со винцето. Ајде, со здравје. Со здравје, со добро. Ајде. Намери пак. Како не? Ајде, Дај му една да попол. А, пусти. Виде, бе, синко. Виде дека ти поете книга знаеш од Папарабуша. Појќе знаеш, синко. Ја, момчето. Ајде. Слушај го, татко. Ти да не се стегаш толку многу за книга да читаш. Ами занат. Занат да научиш. Оти занато дават леп. А не книгата. Книгата не дават леп. Ти, татко, не икеш да знам книга. Сака, бе, синко, сака, ама... Како неќам, бе, таткин? Сакам книга да читаш. Ама ли сме сиромаси? Ти ќе не ќе смееме да те губиме. Златена, татко. Jer Marko? Od tebe i od mene. Allah bin beričat versen. Poliorea. Endaksi. Ti poželujem da otvoriš poubav dućan. Zanajet terzijski go izuči za majstor. Evo ti... Сполајте, мајсторе, за занајатот што ме научи. Hvala. Bravo. Bravo, Spedimo. Бујрум. Добар ден, синко. Добар ден, татка. Идам од село Лабуниште. Лекував еден човек из едно мечка. А ти? Го зајача ти пат. Го зедов, татко, сега сум мајстор терзија. Аферим, синко. Аферим, ашкол сум. Бравос. Сам нагла излезе. Занајат изучи. Грчка алфавита, знаеш? А и турски елфи пееш. Ами сега што правиме, татко, што правиме? Еј, синко.
Дујчан ќе ти отворам. Разбираш? Цел Прилеп да те гледа. О, кого гледам, кого гледам. Бојром, Даскале. Киркостан, право живо. Браво. Даскале, син ми за мајстор излезе. Ала вера. Ајде честит занат. Дуќан да отвориш. А Костумов готов, а? Браво, браво. Браво. Голем мајстор. Голем мајстор. Арно што те видов. Да ти кажам. Да ти испеам едно нешто што го записав од еден човек. Вака оди. Тумба, тумба дивина. 3 копија врла. Амет бега го утрија. Аман бе, Даскале, зарити. Што е ова сега детински муабети? Ами вакви детински муабети, Марко мој, знаеш колку знаеш? Колку? Едночето. Туку слушај вам. Да ми повелиш да ми дојдеш ти в недела, да те честиме едно каве и една ракија, па јас и ти да утриме еден домајчински муабет. Недела. Ајде ќе дојдам недела. Со новиот Косту. Така. Ајде, зарно за убо. Здравје. Добре дојде, Даскале. На здравје, домаќине. Добре ми дојде, Даскале. На здравје, синко. Даскале, ќе те прашам нешто. Знам што ќе прашаш, Киркосте. Зошто и збирам песните и друзите работи. Ето де. Еви, син ми Марко. Само пишуваат песни, збират умотворенија народни. Добро е што ќе ви е то. Тие сите умотворенија ви кај мене вум. Разбираш? И зашто ви еди главате в тефтер? Слушај, вамон, Киркосте, овие песни и друзите детински работи, што избирам и типосам, се за да останат кога ти нема вакви работи. Чунки, ова грците ќе не погрчат и друго чаре не бидујат. Марко, многу арно што и милуеш народните умотворенија. Ти си мајстор терзија и убаво пееш. Со иглата и со калемо, како со игла умотворенијата на нашиот народ да ја врзуеш на книга. Да остане бележи духот на народот наш. За веки веков. Јас многу ги милувам малите приказни. Дали нив да ги бележам? Мали приказни, ама голем ум даваат. Арно велиш, Даскале. Одмак ќе почнам и нив да ги бележам, а и друзи работи од татко ми и мајка ми. Море, синко. Море, чедо на тато. Прво дујча не ја отвориш. Малце алашвереш да ватиш. Па после тоа бимбири чатросан, пишувај, бриши, пиши, бриши, колку ти е ќефот. А, Даскале? Ај на здравје. Ај, на здравје. Зеби, Даскале, свиренце. А, фала. Многу убаво е. Овчо ли? Од Марио. Мајстор Марко, воа да го ставиме на вересија. Кој плеќе на вересија, двојна цена плеќе. Сиромаштијата го смирува човека, а богатството го возгордува. Чекај, како рече, чекај. Сиромаштијата го смирува човека, а богатството Го возгорду. го возгордува. Чуден мерак имаш, бре, мајстор Марко. Народот приказуе, оти пишуваш народни умотворенија, а? Пишувам тоа, пишувам. Ке ти кажам една приказна. Ама шо ќе деш? Оти ваква приказна, знаеш колку е стара? Уште од деда ми сум ја чул. Ајде, почни. Јас ке запишувам, а сетне ке уидисаме работата. Ке ти кажам,
за касапо што се свапирил. Аман, бре. Вапирска приказна. Да. Еден касап умрел. Арно, ама. Зер го пречекорил некој лош дух и се свапирил човеко. Голем зулум правил во селото кај шо бил. Една вечер налегнал жената си и таа многу се уплашила. Тики беше тргнала по бајне, пејне и тој станал дев. По некој месец, еден од неговите другари беше го видел како седи свапирено в дујќан. Аха. Се подумал самиот во себе и го прашал калфата. Онака, одоколу, дали вистина е тој? Калфата му рекол, оти вистина е тој. Думал, шестел и најпосле видел оти во сабота неојт на дујќан. Еден петок навечер го издемил кај кеојт и беше го видел како се втерал во некој пусти гробишта и влегол во некој дупка од еден гроб. Аха. Утредента отишол на суд и го се враќале од судта, беше го откопале и го отепале. Отко го тепале, беше се сторило саде крв, како пивтија, мајстор Марко. Аха. Аман, бе. Ајде пиеме по едно каве. Ајде. Момче, донеси 2 кавиња. Земи, одбери, што те бенди све. Ке зема, мајстор Марко. Многу дерт приказна напишав. Виде. Ала бен бери тјатврсан, шо ме најде дома ми. Азар се чинам по трговија во Битово. Ова големо момиче останало. Клај го намаса. Стрика Рампо, стрина Рампица, рече оти ракијава и треба за да ги триеджа моите. Мори лисица. Стрина ти рампејца има стоки опачи надолу в изба. Дај го. Ај оди сега сработи нешто. Ајде. За денеска сичката работа си ја сврши. Добро. Сработи нешто и од утрешната работа. Ајде. Иде Стрика Рампо, стрина Рампејца, че ме столчи. Назад. Здраве. Уба. Домашна жена. Марко, бре, народо те нарекува антикажија, се от избираш разни приказни. Види, домаќини, види. Права ти кажам, дојден сум вересијата од тебе да ја земам. А знаеш, стока мора да се купи. Сега знаеш или не знаеш? Знам. Кавец сум ти. Оти парите ти ги држам олку време. Ајде ти кажам една приказна од баба што сум ја чул. Само да не ми се лудиш. Ајде, добро, може. Ајде. Ќе спечелиш и од тако имание. Ака. За царо што е грабна Дуња Ѓузел. Си бил некој кеседжија. Од кеседжелако беше спечалил незнајна стока. А Рома дошло време да умира кеседжијата. И рекол на жената си: слушај, ваму жено, ја шо абер сакам да ти речем.
Кој сте вие? Дедо Стеване, јас сум Коста Екимо, а воа е син ми Марко. Терзија е. Ајде, Марко, те чекам, ајде. Наваму. Чекаш, а оти мене ме чекаш. Да ти ја кажам приказната над приказните. Ти ќе клаиш во вечнина, народо да вади ум од неа. Чекай, што приказна е тоа? За Силјана Штркот. Сум ја слушал од деда си, а тој од нунка му, а нунко му од деда му. И така остана во умов мој. А дедо Стеване? Не. Ја знаеш целата до крај? Ами? Ај ти сега, сине Марко, насрчи се и пиши. Вака. Во село Мало Коњари имаше еден човек на име Божин. Тој имал еден син на име Силјан и една ќерка. Синот Силјан бил многу гален и од татко и од мајка. Арно, ама големо чудо беше станало, големо чудо, сполај ти, Господи, што не било да биде. Човек Штрк да биде. Аман бе. Ете, вака, сине Марко, се беше сторило со Силјана од Мало Коњари. Тебе, ова ти изгледа како лага, а? Ама, мене ми е вистина. Дедо Стеване, нема појче, готово. Ами? Добро де. Запиша, синко. Ато. Пиперки, ајде пиперки, пресни. Таза имаме и крушки, јаболки, компир, пиперки убави, љути, не љути, благ пипер. Има и пиперки, јаболки, и кромит имам. Повелете на граф на кромпир. Пиперки, убави пиперки. Ти си Марко Антикаджијата? Јас сум, зашто? Сакаш да ти кажем една песна? И како не сум сакал, тоа сакам најмногу. Ајде запиши. Чекај да запиши. Кажи. Слушај вако. Страчка врана караше. Кај си било денеска? На пазар сум бил. На пазар сум бил. Голем унер сум гледал. Добро. Маж жена да продава за 2 перија празој. За 2 перија празој. Така. Пак, страчка врана караше. Добро, тоа е дозбора. Кај си било денеска? На пазар сум бил. Голем унер сум гледал. Маж жена да продава. Маж жена да продава? За 2 глајци кромидој. 2 глајци кромидој. Ја знаеш ова песна, али не ја знаеш? Не, ја знам, ама ја стави во Твитер. Арно. Овие твои се? Мој. Ти земаш? Пиперки, ајде пиперки, јајца, кроми, тикви, влаги, пиперки, ајде.
Запад јо дам, леле, запад прашам, кој пат води, леле, Маријово. Браво сте, синко. Татко ти. Добар ден. Домаќине, ајде, добро дојде. Добар ден. Повели, седни. Повели уморенци, сигурно. Ајде. Дај. Добар ден, синко. Добар ден. Дај. Повели, тате. На здравје. Слаѓи. Ајде се извиниш. Дај. Чекај, де. А брат, каде овој мурачи повде? Епа, Отпишувањето на Марка. Се ока под мураќе. И чардако, и килимот, и пенџерето, се. Аман, бре, синко Марко, бре, аман. Остај се од таа севда. Ама ти разбираш еден мерак што му е опојал? А бре, те разбирам, чедо. Се те разбирам. Вамо од една страна сакаш кујќе да кујчи, жена да гледаш, фамилија. А од друга страна па 300 мераци те удираат. Разбираш? Пишуј, пеј, пишувај песни, пеј. Па згора на тоа и тамбура те учи. Па згора на тамбурата и ќема не почна да свири. прочуен je, Marko. I vo Malovo, i vo Esnafo, i vo celio grad je pročujen. Слушај, не сум прибран дома, бајди време, бележував деца од сипаници во кичо. Знам. Што знаеш? Па знам. И пошто е прочуен? Антикаджија. Попишување на песни, избирање и приказни. Во Еснаво ме текливат за устабаши. А во Мало го клаваат за Аза. За муфтар. Делба кој има меѓу браќа, Марко оди да и ги дели. И книги им пишуе врзаница. Арзаоли за на општина што се даваат, на светот им прави се за џабе. Абе, Арно, то сето само арнисај се од таа работа, бе, синко. А и друго? Чув дека си намразил поиќе гаркоманите од турците. Ту, јазак, бре! Да го избркате грчкиот владика од Прилеп. А виде како го избркав, бе, владиката Венедикт. Со едно кашлање во црквата. И што? Правина тераш, а? Правината вистина се тончела, ама не се кинела. Правината планина Кутиња. Арно, то сето Арно, синко. Си работел црковен настојател. Ме радува очите мои што ќе видат спасението црковно. Зашто се откачивме од еден пастир, наемник, што сакаше да ни сотри јазикот, да не погрчи. Арно, синко. Арно, твојот ум на твојата гла. Само да знаеш, една работа. Сета работа во Дујќано ти закуцнала. Ти да чутиш. Разбра! То едно. Второ, кај си на општина. Кај си пишуваш приказни и песни. Море, синко. Дај вам крпата. Море, синко. Свето. Нејчи бе, чедо, приказни и песни, а пари сакат. Пари. Ме разбираш или не ме разбираш? Само да ти кажам, домаќине, ама мене сиот град ме заблазно за Марка. Да знаеш, ми велат браос за Марка твој. Оти учен ти е, прокопсан. Глеј си ја работата, бре, синко, бре. Оти работа красота. Ами јас се нафрлив на пијанство, на курварлак, на некоја лошотија. Што лошотија ви право? Си пишуjem и од напишаното по некојаш ви накапуjem Еде. на килима. Голема работа. Ами невестава да е жива и здрава, зашо сум јазал.
Pa neka Neka mije, čisti. neka čisti. Светот се фали со стока што спечалиле, а ти пак со приказни. Арно си вели тате. Светот неќат приказни, ама сакат пари. Пари, а домаќине. Пари. И пари си имаме, за една живеачка пари имаме. Имаме. И што ја ви кажам, само умирачката ќе ми отргне перото од раката. Еве вака. Толку имам да ви кажам. Марко бе, сине. Марко, Остај синко. го, остај го! Не. Што направи, бе, домаќине? Ајде, доста ти! Здраво живо, сине Марко. Здраво живо. Фино сам гостин. Даскалот Кузман. Здраво живо, Марко, јас сум новиот даскал. Кузман Паскалев Атанасов Шапкарев. Здраво живо, даскале. Војрам седи. Дете, клај две кафиња. Ова е син ми, даскале. Ти кажува уште во Орит, која лекува баба ти од Задов. Да. Дека многу сака да запишува народни умотворенија, приказни, песни. Сите ги запишува и клава во тефтер. Човек домајчинија, од деснав, добар за нечија, што ќе му е тој дикиш. Даскале, ти си умен, дај му акал со дикат. Разбираш? Нека батали то трошењето мурак и парти. Аман, де Коста, аман. Та јас сваков човек барам. Аман, бе. Ајте, молам, господине Марко, ако имаш прирака тоа што си го пишал, да го види. Знаеш што, господине Коста? Не знам, даскале, како да ти речам. Дете, дај за мене едно чоканче ракија малута. Чунки и јас собирам вакви народни умотворби, али знаеш али не знаеш? Аман бе, и ти. Бравос бе, Марко, бравос. Господине Коста, па твојов син од умен по умен бил. Ама печалба... Само, господине Коста, само така, Марко, само така да си пишеш, оти само вака умо народен како пчела се собира. Ти ме прекинама да ти кажам, печалба нема никаква самозијан. Печалба нашиот народ ќе има, господине Коста. А твојот син едно ќе се учи, друго името ќе му се пише. Абе, даскале, тој од ова ќе вати некоја пара или не? И пара и слава ќе насрчи. Само ова треба во зборник да се надпечати. Еве, јас моиве работи ќе ги надпечатам. Па ако сака и Марко и неговите да ги клами, името ќе му го клама. Можете, Марко? А не знам, татко, што да му одговорам. Не ми сега... Ако... Марко, Добро, синко. Марко. Добро, даскале. Ај, синко, покажи му ја приказната за Силјан Штркот. Има тука, тоа е една... Марко, твојов материјал е безценен. Безценен. Марко, синко,
Татко? Дојдите, Бара. Татко? Марко, синко, дојде. Дојдев, татко. Ме мачкаат со маст од црна мечка. Бадија. Дојде време душата на Господа да му ја давам. Само тебе те чекав. Да знаев ки побрзав. Слушај, синко, да ме закопи на дет. Саме, при никого немам. Дојди поблизу. Што направи, синко? Спечелив 100 Наполеони. Не те прашам за тоа. Што направи со умотворенијата? Ги печатив, татко. Гледај. Овде пишува Марко Коста Цепенков. Зборник на народни умотворенија, наука и книжнина. Славајте. Славајте, Господи. 40 години збираш, пишуваш приказни и песни. Желанието ми се исполни. Татко, татко, татко! Марко, син. Што е, татко, што? Оние гледаш. Само вилата. Туку треба да знаеш, оти ние сме 3 сестри, 3 самовили. Зарад тоа треба да не земаш од нас невеста. Не самовили оти сте, ами самодиви да сте, и пак една од вас сакам. Кога чуа тој збор од момчето, самовилите се уверија оти нема да му и дај кошулите што му ги грабнал. Еле ли е така, момче? Која сакаш од нас, една земи си и дај ни кошулите за да си ојме дома. Го клал во умот тоа нешто овчарот и му и дал 2 кошули на 2 самовили и си летнале тие да си одат дома. А малата си отиде со овчарот дома вечерта. И си ја промени овчарот со своји невестински алишта. Та си ја венчал и се сторил со невеста самовила од сите невести полична. Смили се, о Господи, виделото врати ми на мојве 2 мили очи. Дај ми здравие, исцели ме да гледам ко напред. Да завршам приказните и песните
i mnogo druzi zbirki, što sam zbirao od godine. Marko, vnučko! Marko, čedo! Vnučko Marko! Marko, sine! Tatko, ti? Dedo Marko, ti? Marko, čedo! Marko, vnučko! Dojdovme da i glavime zanat da učat kaj tebe. Terzijski zanat, tatko? Kakov zanat, dedo Marko? Pa tvojot zanat nadzanatite, vnučko Marko. Mojot zanat? Da, čedo. Tvojot zbirajne narodni umotvorenija. A kogo sakate da gladite? Една самовила, сине Марко.